Интервјуа на Радио Илинден, Мелбурн. Почитувани слушатели, денешен гостин е професорката Просинда Ременски во нашето интервју на Радио Илинден, професорка на факултетот за безбедност во Скопје, како што кажав. Господја Ременски, благодарам што прифативте да зборувате за Радио Илинден. Благодарам на поканата. Да. Еве на почетокот да ве представиме за оние кои што можеби не чуле за вас. Ние во Скопје доста читаме и слушаме за вас, за вашите анализи, посебно кога е прашање нели полицијата, безбедноста на државата. Кој е господја Ременски и зошто факултет за безбедност? Една мала историја за вас. Па вака викаат, многу е неблагодарно да се зборува за себе. Меѓутоа, еве јас за вашите слушатели, за нашите македонци, ќе споделам некои информации за мене. Значи, доктор на социолошки науки сум. Работам на факултетот за безбедност од 2004 година или поранешната полициска академија. 3 години претходно работев на филозофскиот факултет. Истражувам и пишувам во областа на безбедноста, на етничките односи и на она што се нарекува стратешки интереси на државата. За нашите слушатели може би го слушнале моето име во контекст на наградата Гоце Делчев за наука во 2008 година, наградата за достигнување во науката од интерес за Република Македонија ја добив на мојата монографија, која што воедно беше и моја докторска дисертација, Македонското национално малцинство во соседните земји и современите состојби. Значи, истражувач сум на прашањата на положбата на македонците во соседните земји и се она што значи национален интерес на Република Македонија, без разлика дали станува збор за во рамките, во границите на Република Македонија или надвор. Од тука и прашањата на положбата на македонците надвор од Република Македонија се дел од мојот професионален интерес. Како ја оценувате безбедносната состојба во регионот? Каква е таа во Република Македонија? Веднаш да почнеме со анализите. Ова прашање е доста комплексно, бидејќи нас прашањето на безбедносната состојба можеме фазно да го анализираме. Секогаш кога имаме политичка или стабилност или нестабилност, а која што најчесто се изразува во политиките на владата во Република Македонија, или секогаш кога имаме прашање на регионална безбедносна криза која што доаѓа од северниот сосед, во овој случај веќе Република Косово, кај нас прашањето на безбедноста станува централна тема. Меѓутоа, ако зборуваме за безбедносната состојба во Република Македонија, можеме да ја анализираме од повеќе аспекти. Јас прво би кажала дека поимањето на безбедноста денеска не е само прашање на имање или немање на закана од вооружен напад или вооружен конфликт во рамките на во границата на државата или пак прелеано од надвор, туку безбедноста е веќе мултикомплексен поим. Во смисла што веќе за безбедност може да се зборува и од аспект на социоекономска состојба на граѓаните, и од аспект на почитување на човекови слободи и права, и од аспект на меѓународно правен, почитување на меѓународно правниот субјективитет на Република Македонија или она што би можеле да го дефинираме како надворешна политика на Република Македонија, и од тој аспект веќе можеме да зборуваме многу посуштински, многу покомплексно за прашањето на безбедноста. Ние, бидејќи имаме минато искуство од 2001 година во Република Македонија, кога се случи внатрешниот вооружен конфликт, кој што доби етнички предзнак заради етничката припадност на втората страна во конфликтот, што не беа безбедносните сили во Република Македонија, секогаш кога ќе стане збор за безбедносната состојба, ние некако анализите дури и на обичните граѓани веќе им одат на прашањето на меѓуетничките односи. И тука, за жал, морам да констатирам дека последниве 2 години веќе се чувствува одредена доза на конфликтност помеѓу македонците и албанците, но тоа не се одразува на релациите, меѓучовечките релации во секојдневниот живот, туку повеќе се рефлектира на политичката сцена и повеќе е изразено преку политиките на
партнерите во власта. Еве да кажеме веќе 2 месеци се дискутира за прашањето на статусот, односно на законот за бранители, кој што предизвика доста бурни реакции кај владиниот партнер, односно ДУИ, текот на седниците каде што се разговараше за прашањата за законот, меѓутоа и се она што беше индиректно врзано со статусот на борците на ОНА или барањето за признавање на одреден статус и одредено финансиско обештетување на жртвите од другата страна за време на конфликтот од 2001 година. И сите тие прашања на еден начин директно се рефлектираат на меѓуетничките односи во Република Македонија. Ако на тоа го дополниме и фактот дека медиумското известување за тие прашања клучни во политичката сфера се поделени по етничка основа, да кажеме, ако ги следиме албанските медиуми, ќе видиме дека тие даваат одредена етничка призма и своја доза на незадоволство во толкувањето на тие спорни и клучни прашања, а од друга пак страна македонските медиуми афирмативно се произнесуваат за законот, но и она што е, да кажеме, критика на албанските барања во контекст на законот за бранители. И од тука тие две, да кажеме, два начини на известување рефлектираат и одредено задоволство или незадоволство кај двете заедници во Република Македонија, македонското и албанското население, што веднаш ги навраќа сеќавањата од 2001 година и анализите што би се случило доколку повторно се случи некоја таква безбедносна криза во Република Македонија. Јас мислам дека капацитетите и на државата, но и на свеста на населението и сеќавањата од 2001 година се доволно свежи за да можеме да зборуваме дека граѓаните не се спремни за уште една таква безбедносна криза и дека интензитетот на тие безбедносни кризи нема да трае долго и да биде, да кажеме, да ја наруши целокупната безбедносна стабилност, меѓутоа ќе се рефлектира на политичко ниво, што пак од друга страна може да предизвика и безбедносна нестабилност, бидејќи кај нас тие се некако врзани полиња. Кога имаме безбедносна криза, веднаш ни се појавува и политичка криза заради партнерството на политичките партии во власта и обратно, кога имаме политичка криза, таа индиректно може да се рефлектира и на безбедносно поле. Меѓутоа, ако зборуваме од аспект на социоекономската состојба во државата и на граѓаните, јас повеќе сум застапник на тезата дека ние доколку се јави некоја криза во Република Македонија, таа би била пред се на економски план, бидејќи граѓаните во Република Македонија се потешко живеат. Кога го земеме официјалниот податок од Заводот за статистика дека 31,9% од населението во Република Македонија живеат под оној потребен минимум за обезбедување на основни продукти за живот на дневно ниво. Ако ја земеме стапката на невработеност, ако го земеме податокот, да кажеме, на сите оние економски параметри што зборуваат за една регресија или рецесија на државата, тогаш зборуваме за една незавидна состојба во Република Македонија, што може само негативно да влие на целокупното политичко незадоволство и индиректно да се рефлектира како една компримирана, да кажеме, компримирано незадоволство од повеќе фактори, од политика, од социјала, од економија. Тоа дефинитивно не е добро за Република Македонија во овој временски период, кога нели очекуваме интензивирање на одредени меѓународни процеси за Република Македонија. Тоа е веќе интеграцијата во Европската Унија и се она што ни стои како домашна задача за побрзиот тек на Македонија во интегративните процеси.
Еве зошто толку насилство, да се вратиме повторно на безбедноста на улиците, еве на она што го живее обичниот народ, зошто толку насилство по улиците на државата последните години, насилство кое што може да кажеме дека бележи раст. Последниве неколку години се случија многу и убиства во Македонија, во нив беше потенцирана нели етничката припадност повторно. Може ли ваквите случувања да бидат сериозно да влијаат сериозно негативно врз соживотот и довербата меѓу етничките заедници, мислам на македонската и албанската, и еве за не дај Боже што може да се случи како крајна негативна последица од сето ова? Че давањето на етничкиот предзнак на насилствата и на убиствата што се случува во изминатиот период во Република Македонија повеќе доаѓа како потреба медиумите да го дозираат моментот на етничкото незадоволство, а мислам дека тоа е повеќе рефлексија на она генералната политика во Република Македонија, тоа е на растот и подхранувањето на национализмите. Кога зборувам на национализмите, мислам и на македонскиот и на албанскиот, но не оној позитивниот кој што може да не сближи, туку оној негативниот кој што може да не раздвои. И секогаш кога ќе се случат такви немили настани на судир меѓу навивачки групи, убиство, претепување и така натаму, медиумите имаат потреба да го изнесат во јавноста податокот за етничката припадност на сторителот или на жртвата, што пак од друга страна, доколку жртвата е албанец или македонец, а сторителот е албанец или македонец, рефлектира едно колективно чувство на незадоволство кај граѓаните, и тој набој етнички, националистички доаѓа до израз. Да се подсетиме само да кажеме за петократното убиство пред Великден на езерото кај Смилковци во близина на Скопје. Целиот настан доби етнички предзнак, бидејќи се случи пред голем верски христијански празник, притворените за кои што се уште нема обвинение се албанци, се даде еден етнички предзнак на целиот настан, иако настанот го осудија и албанците и македонците во Република Македонија, и мислам дека тој е правилниот пристап во казнување на сите сторители што ќе направат такви грозоморни дела. Кога зборуваме за растот на стапката на криминалитет во Република Македонија, мислам дека тоа е повторно еден одраз на нефункционалноста на институциите, да ги навремено да ги спречат и да ги сузбијат, да кажеме, тие немили настани или кривични дела, да ги откријат сторителите, но и една општа рефлексија на состојбата во Република Македонија. Да кажеме, социоекономската состојба во Република Македонија е толку лоша, што индиректно или директно влие на зголемување на стапката на криминалитет, особено во делот на имотните деликти, што пак од друга страна не може да се поврзе со етничкиот предзнак на сторителите и на жртвите, бидејќи криминалитетот не познава ниту вера, ниту етничка припадност. Криминалот е криминал и за македонците, и за албанците, и за ромите, и за турците, за сите. Значи, меѓутоа, интензивирањето на известувањата за етничката припадност на сторителите или на жртвите, на целокупните состојби кои што носаат етнички предзнаци, може да не доведат во една состојба, да кажеме, на безбедносна криза во Република Македонија, што, да кажеме, јас не би очекувала дека ние во Република Македонија ќе имаме нешто налик на 2001 година, бидејќи, како што кажав, населението веќе е уморено од национализмите и веќе секој разумен граѓанин во Република Македонија гледа перспективно за државата и за народот. Значи, граѓаните сакаат да ја видат Република Македонија во Европската Унија, сакаат да ја видат економијата во Република Македонија на едно повисоко ниво, на едно рамниште што ќе обезбеди еден просперитетен живот за граѓаните, но и за државата. Така што
секоја безбедносна криза наредна во Република Македонија би била на штета на територијалниот суверенитет и интегритет на Република Македонија и мислам дека сите ние имаме одговорност како граѓани, но и како политика да не допринесуваме да се интензивираат процесите што можат да доведат до дестабилизација на Република Македонија. Еве за едно подсетување, националната концепција за одбрана и безбедност на Република Македонија